Благодарам, председателе. Се повикувам на член 77, став 2 од деловникот и барам точка број 12, сореден број 12 да стане точка број 1. Се работи за предлог на закон за дополнување на Законот за здравствена заштита по скратена постапка. Овој закон се однесува на поднесен од група пратеници од власта. Овој закон се однесува на децата со попреченост и меѓународната класификација за функционирање, која е стручно тело која гледа функционалноста на децата со атипичен развој, а не попреченоста. Зошто ова го барам? Затоа што во нашата држава не треба само да се носат закони, туку треба да се реализира и нивна имплементација. Особено пандемијата ги изваде сите слабости на здравството на површина, а и грижата за децата со попреченост и маките со кои што се соочуваат родителите на децата со попреченост. Пак ќе кажам, вчера бев на работа во дворот на клиничка болница, најдов, уствари таа ми приде мајка на дете со церебрална парализа и буквално ќе ја цитирам, ми рече вака: Земете еден чакмак и запалете ја болницата. Зошто прашав? Затоа што за секоја работа родителите доаѓаат во Скопје, за една забоболка на детето со церебрална парализа, за магнетна резонанса читање, за ЕЕГ, ако не сум во право, може да прашате некој од родител, па ќе ви каже дали е ова така или не. Јас само цитирам една мајка на дете со церебрална парализа. Значи, во нашата држава буквално ништо не функционира, ниеден сектор во општественото живење не е со позитивна атмосфера и само едно ќе ве прашам, дали имате мирен сон, откако го предадовте сопствениот народ, дали мирно спиете, дали не ве гризи совеста, зошто не излеговте надвор да славите со граѓаните ако донесовте толку добра одлука, која е цената на вашето предавство, чистиот образ нема цена, а зошто така направивте, тоа само вие го знаете. Благодарам.